nešto konkretno. Добре ми дојдовте. Јас сум во хотел Лимак, вие сте на Телма. А денешната тема ќе ја почнеме вака. Попаметниот попушта, молчењето е злато. Кој тебе со камен, ти него со леп. Ако си црна овца во семејството, ти си брука и срамота. Ова се народни поговорки и верувања кои ден денес се споделуваат, се коментираат и се глорифицираат. Прашањето е, дали се ова глупави изговори, отсуство на храброст, научени образци кои што не доведоа до ова дередже, или пак навистина станува збор за мудри изреки кои што не прават луѓе на место. Во кој случај треба да си замолчиш, а во кој да си гласен? Дали треба да одговориш само кога те прашуваат или пак можеш да си дадеш мислење и тогаш кога не си прашан? Дали црната овца може да биде и во златна боја? Денеска ќе научиме како да комуницираме, а не како да мудруваме или да цитираме. Еве ги гостите. Тој е оној кој не се плаши да го пушти својот глас и да искаже јавно став. Бунтовник по природа, пеач по вокација, јутјубер по занимација, а моментално е на позицијата директор на Фондацијата за култура и спорт во Куманово, Марио Арангеловски. Тој е носител на црн појас трет дан во олимписко теквондо и црн појас прв дан во џудо. Како тренер има освоени медали на светски и европски првенства, а најголемо достигнување е освојувањето на сребрен медал на Олимпијадата во Токио 21. Сопруг е и татко на 3 деца. Инаку е градоначалник на општина Бутел, Дарко Костовски. Таа е контролор на летање на Скопскиот аеродром, музичар со специфичен стил на облекување и издржан став на коментирање. Дали е попопустлива како мајка или како сопруга, ќе ни каже Наташа Крстевска, Мијата. Таа е гласот на разумот. Има логични одговори на нелогични прашања. Покажува правци за излез од безизлезни ситуации и реални решенија за нереални проблеми. Таа е психолог Тијана Ивановска. Сакувам добре дојде. И вака црно сме облечени затоа што се чувствуваме како црни овци или? Видиме. Во бело стадо. Во бело стадо. Неретко. Така, поимот црна овца, јас сакам денеска да го демистифицираме и да го десатанизираме, заради тоа што сепак црна овца може да значи и нешто позитивно, многу позитивно. Тука ми е Тијана, како психолог, која што нели ќе го даде завршниот збор на темата, така? Да? Може, апсолутно Може? да. Добро. Ќе разработиме психолошки. Така е, добро. Ќе бидеме паметни или ќе попуштиме во текот на емисијава? Марио? Некогаш и попуштањево е паметен потек, така што ќе видиме. Благодарение на прашањава ќе одлучиме како ќе бидеме. Мијата, кај тебе како е по дома? Ти прва попушташ или сопругот прв попушта? Јас сум жена во патриархално македонско општество, значи секогаш жената попушта. Така? За да инвестира во сексуалното здравје на мажот. Така да мислам дека тоа е како од тука да почнеме. Наравно, Може, наравно. може. Таа инвестиција е најбитна. Добро. Градоначалник Дарко? Од кал да е Дарко да е, така викаат. Мојот сопруг се вика Дарко, само да знаеш. Зависи од ситуација, ама знам да попуштам често. Знаеш? Да, свесно да го направам тоа. Добро. Добро е да се зачува мирот во даден момент. И некогаш е тоа позначителна работа. Треба да се направи добра проценка и Така. нема да има. Добро. По онаа дефиниција по паметниот попушта изгледа дека оние паметните се во опозиција. Пошто попуштиле на овие другиве. Иде така или не? Ако е добра проценката, тогаш таа дефиниција излегува на виделина како што треба. Ако станува збор за лоша проценка и да се попушти таму каде што не треба, тогаш претпоставувам дека таа дефиниција не е во сила. Добро. И како политички коректно одговорено, добро. Тоа значи сега свати си ти што ти кажав, така беше? Па не, мислам дека е директно кажано. Сепак се зависи
По однос на ова прашање, мислам дека се зависи по однос на проценката. Добро. Треба да се по процент. процени, да. Океј, добро. Тијана, ти на некој од твоите клиенти си му рекла, ајде паметен си, попушти сега. Бог да чува. Да. Никако. Па јас генерално мислам дека голем дел од луѓето што се мои клиенти доаѓаат на сесија поради тоа што многу попуштаат. Така што некаде таму може да наоѓам некоја корелација. Али дефинитивно е тоа ствар на некој баланс на крајот на денот, иако можда малку менталитетски сме понастроени кон повлекување. Дефинитивно е нешто на кое што сметам дека како колектив треба да работиме во поглед на пројавување, борење за она што чувствуваме дека е наше, ни одземено, го немаме и така натака. Како тука некаде да почнеме ние вака како колектив, колективно. Како стадо вака да почне почнеме. како стадо, а? Па добро, реков стадо, може да биде и позитивно. Ние иако се е нешто на негативно тераме. Апсолутно, јас сум во моето семејство црна овца на некој начин, пошто И ја? сум единствен психотерапевт, така Ја да... исто, јас сум од тоа детето, сите инженери у фамилија, да сум здрава жива. На телевизија ми има. Ти си црна овца, има некој друг политички што се занимавал? Па не, така директно не. Генерално не. Во поширокото семејство да, ама дома не. Дома не, да. Добро, ти си така тој условно исклучок. кажано може да се каже дека сум црна овца во тој контекст. Така. Ти, Марио, кај тебе нема некој кој што така е гласен, кој што зборува? Па не, во однос на музиката, Така. ако се онака имам дедо кој е починат, Така. меѓутоа се занимавал со менаџирање музика, бендови и така, па валјда страста од тука потекнува, меѓутоа дека имам уште некој пееч во фамилија, немам. Така, добро, ама Во однос немаш на ниту музика. некој кој што е баш така гласен, Па нема никој кој се јасен. занимава генерално со јавна професија, така што И ти си црна. црна овца бил и останал. Кај тебе мијата како е? Значи, имаш ти традиција на контролори на летање? Мајка ми се пензионира како воздухопловен Аха, метеоролог. А од другава страна исто не сум црна овца, пошто сестра ми е актерка, така да не сум многу црна. Не, сепак ли се гледа? Видиш ти за тоа си посветла. Да разбира. Така, до умерено. Да умерено. Запрљано малце. Прљаво бело си ти. Добро. Ајде да пробам да ве испровоцирам или како вие би реагирале, дали ќе бидете мудри и паметни, ако ви кажам одредена реченица. Например, ако ти речам тебе, тија, најде бре, вие психолозите само магла продавате, како ти би одговорила? Ако си попаметна, а да не попуштиш? Ова е стварно ми се превртува желудникот од реченицава. Па во реален контекст, во разговорен контекст не би изреагирала затоа што ја генерално имам доста да кажам протективен став кон мојата енергија и ја вложувам само кога гледам дека од другата страна има простор за промена и отвореност. Односно ја не дискутирам со луѓе што не се отворени да се слушаат нешто поразлично, затоа што јас сум човек што е отворен да слушне нешто поразлично. И автоматски кога влегувам во дискусија со некој што е затворен, ја удирам со глава од зид. Така да Како би му одговорил? така е. Тоа е твоја субјективна вистина. Јас верувам во еден концепт што го нарекувам концепт на субјективна вистина и сметам дека сите ние овдека петорица можеме да коегзистираме во ист простор и да имаме 5 различни субјективни вистини. Така да тоа некако ми дава, да кажам, доза на мир, дека окей да размислуваме јас и ти различно и да живееме на иста планета. Добро, окей, сега ќе ризикувам, ама таму ќе пробам. Кај теквондото да пробам нешто да испровоцирам. Значи вака, слушај Дарко, да те бивало тебе за спорт, немало да станеш градоначелник. Да, може би сте во право. Види. Може би, а? Да, па во вака директна смисла на зборот баш се поврзуваат тие две професии, иако професијата градоначалник е моментална. Нели има свое траење, има мандат, така и предвидена, може да трае во неколку мандати, може и да трае пократко, така да генерално не би ја поврзал како класична друга професија. Сепак јас сум политиколог по професија, но во суштинска смисла на зборот професијата политиколог па и многу не е во еднакво со
политичката професија, иако ова чудно звучи, но генерално политиколозите се тие кои што треба да ги изучуваат политичките токови, а не да се вклучуваат во нив. А ти си сгрешил. Но, генерално да, во пракса да. Ако кој си признава половина му се простува, кога сме Еден од кај подобрите да му кажам. Еден од, сега ви кажам, ќе кажам и зошто го кажав. Тој е еден од подобрите професори на политички науки, мислам дека и основач на катедрата за политички науки на факултетот Јустинијан I. На првото предавање, се сеќавам, баш убаво се сеќавам на првото предавање, кажа дека разликата помеѓу политичар и политиколог е како помеѓу криминалец и криминолог, например, за да ми ја разберете поентава. Добро е, одлично кажано. Добро е ова со криминолог и со криминалец. Малце ми звучеше и оној со политиколог и со политичар. Те знаат од партија дека си тука чисто поштено. Не, добре објаснува ситуацијата и поентата што сакав да ја кажам, бидејќи политикологот треба да ги бара грешките на политичарот, вака условно Ти си правиш само евалуација на себе. Не, во моментов е како да си го хакирал системот. Влегуваш како човек кој што ги познава процесите во таа професија. И затоа е многу погрешно кога некој ќе мисли дека за да бидеш политичар треба да си политиколог, не, напротив. Добар политичар можеш да бидеш без разлика од која год професија доаѓаш. И во таа смисла мислам дека Убаво што си го хакнал системот. Добро е, не продолжуваме даше. Океј. Мијата, ако на тебе ти речат вака, хајде ма па ти, што ќе леташ авиони, оди таму пејси. Провокација. Како ќе одговориш? Која ќе ти залета медно? Не. Не? Јас обратно ми се случува. Обратно? Што току пееш, нели си имаш авионите, си ги леташ. Така, добро. Јас обратното ми е секојдневие. Не може да веруваат луѓе дека уште пеам или дека уште творам или дека не ме напушта. Сега, например, ајде да размислам, например, дека тоа ќе ми се случи. Па не знам што би кажала. Ништо не би кажал. Ќе кажам, не бе, ја водам авиони, пеам и у паузите и све, и у ходници и све. Нели, кој пее зло не мисли нешто. Така на зафрканција ќе завртам работата, пошто гледај, генерално ние како менталитет сите знаеме се што треба за другите. Треба вака да прештреба, тоа е појако од нас. Мислам дека такви сме си, пред кооперација застанати, сите за сите све знаат каде што треба. Така да, пошто другите знаат дали ја треба да пеам или не треба, или треба авионите да ги водам, ќе ги сослушам и после ќе си ја терам водата по своја воденица. Ја, така најубаво, добро. А тебе, Марио, ако ти речат, абе ти што пеач си, па ни една песна твоја не знам, што ќе му речеш? Има време. Не знам. Види, таквите провокации се зависи од кој доаѓаат на крајот денот. Сметам дека тој што има добра намера не би ти испровоцирал на таков еден начин, затоа што ако веќе си заинтересиран за тоа кој сум, што сум, дали пеам, не пеам, имаш денес YouTube, Google, чачни, слушни види, па тогаш дојде ќе правиме мобет за тоа што го имам сработено. Незнаењето, знаеш, малце знае да биде проблем некогаш и тоа не е мој проблем, туку на соговорникот. Така, добро, одлично кажано. Па не успеав да ви испровоцирам, мислев тука некој ќе стане, само не и Дарко. Сите можете да станете. Затоа го рипнав делот за теквондото. Знаев, добро, окей. Значи и појасот кога се добива, он не се брише, нели доживотно си го носиш? Па да, не значи ништо. Појасот е само за да ви ги задржи панталони да не ви паднат. Нема никакво значење. А да ми го дадеш да го поносам? Нема проблем, може и да од 2 дана. Условно кажано да, окей. Кажува некој ранг постигнат во сала, но толку искомерциализирана таа работа генерално во светот на боречките спортови, ни светот што во суштина нема никакво значење вака во суштинска смисла. А и многу големи ликови во однос на боречките спортови тоа го имаат кажано и потврдено, бидејќи само по себе одреден сертификат или било што и да е во друга смисла, нели кажано, не ти ја дава вредност. Да, не дефинира вредност во суштинска смисла. И затоа појасите знаат да бидат така малце погрешно. Кај си го чуваш појасот? Толкувани. Во торбица. Во торбица? Да, мислам дека во сеф, да не. Не. Па не знам кај да. А медалот кај си го чуваш, сребрениот? А медалот е кај Дејан дома, кај спортистот, кај... А не добива и тренерот? Не, тренерот не добива, само спортистот добива. Па по пола да го подигнете. Пола на тренерот? Па не, сепак е кај спортистот и така и треба да биде.
Одлично, добро, ќе продолжиме понатаму. Фала ви, ова беше повеќе чисто за да видам значи со кого ќе се имам работа. Така да убави се енергиите, да ви признам, ми се допаѓа. Сега популарната Исидора Бјелица, значи популарната писателка, па и водителка српска, која за жал нели е почината, она имаше една изрека која вели мислењето е како задник, па секој го има. Сега моето прашање е, значи, сигурно имате мислење, меѓутоа кога одлучувате да го споделите? Дали мора да ве прашаат или си кажувате мислење? Ајде, Мијата, од тебе? Си кажувам мислење. Си кажуваш без да те прашаат? Па, сега на постари години научив нешто што се вика активно слушање. Вежбам на темата. Така. Меѓутоа, се гледај. Од една страна, во самата професија контролор на летање, те билдаат од сам почеток да имаш толку висока самодоверба, за да нема никакво двумење, оклевање во донесување на одлуки, кои што се нели животоспасувачки и така е самата работа. И се после од другата страна сака да го исклучам тоа и да си слушам и да си трепкам и да нема мислење и да кажувам, значи пред време, нели? Да. Па сега вежбам. Меѓутоа, повеќе, нели, како одат годините, сум научила да сослушувам. Иначе во помлади години цупкав, чекав тој да заврши, да си кажам. Еве ви кажувам искрено, сега веќе баш активно вежбав. Почнав пред едно 10 години да влезам ментално, да видам соговорникот што ми кажува и да се внесам вистински во тоа. Така. И имам прогрес. Одлично, браво. Ти, Марио, твоето мислење е побитно или да се услушаш некого? Или кажуваш без мудро да те мислам прашаат? дека со текот на годините да се научиме дека мислењето треба да го изнесуваме во оној момент кога ќе бидеме прашани, доколку од другата страна ги имаме луѓето кои не ни се од животно значење, не знам како тоа да го објаснам. Можам мислење да изнесам пред мајка ми, татко ми, сестра ми, некој кој навистина и нивниот живот го се пренесува на мене во буквална смисла на збори, емотивно и вака и така. Меѓутоа се што е надвор од дома сметам дека е залудно да одам и само да коментирам едно друго трето, нема никаква суштина. Ама изнесувањето на мислење сега е дури и на нели многу полесно на социјалните мрежи да си ставам коментар. Да, али неретко чекам да бидам прашан. Се воздржувам од тоа сам, докол има се епизоди во кои што стварно нешто типа на интернет се случува, човек малтретирал куче, природно ти доаѓа да застанеш одбрана на тоа куче кое само не може да се одбрани и изнесуваш некакво мислење во однос на тоа. Меѓутоа сега дека некоја инфлуенсерка рекламирала ваков производ кој на мене не би се допаѓа, па ја да се дрзнам на стори, ти лажеш публика? Не. Тоа може би го правил пред 10 години, во овој момент сметам дека такви нервози не ми требаат у животот. Нека се мачка со што сака. Стварно на крајот денот тоа е секој поединечно Добро, ама сега одговара за постои своите онаков момент кога никој нема да те праша за мислење, па си отвараш едно прозорче на Инстаграм и викаш дали имате прашања? Добро, искам ја question секој. Океј, кога нешто сакаш да кажеш и чекаш да те праша, да не биде дека сам си го. Ете, и тоа постои, тоа постои. Држи. Добро. Како е кај вас таму во политиката или на функцијата? Значи си сам излегуваш со некакво мислење или чекаш да те прашаат? Па кога ќе те прашат мораш да одговориш, особено кога си политичар. А добро е да одговараш и на прашања каде што не си прашан, условно кажано, но да почувствуваш дека треба да одговориш. Станува збор за нели одредени појави кои што народот, особено граѓаните кои што те одбрале да бидеш на одредена функција, сепак таква е таа политичка мака, условно кажано, се чувствуваш повикан да одговориш на одредени теми кои што можеби се земаат поголем замав. Така да во таа смисла и одговарам некогаш, знам да одговарам кога не сум нели директно прашан, а генерално во приватниот живот баш и не. За ништо не се прашуваш? Чекам чекам да бидам прашан за да нешто одговорам без да ја комплицирам дополнително работата, освен тогаш кога навистина треба, кога станува збор за некоја одлука која што може да донесе одредени последици, тогаш секако да, бидејќи Ги препушташ одлуките на сопругата, сакаш да кажеш, или? Па во добар дел од одлуките си одлучува и таа Како сама го да наведов да си каже? Немам доволно сила кога ќе дојдам од работа и дома да одлучувам. Некогаш и се случува таков момент, но генерално ги носиме заедно одлуките, да, не е тоа спорно. Како и да е таа политичка професија, поентата ми е кога ќе се занимавате веќе со политика,
не смеете по друга страна да бегате од одреден дискурс кој што се случува во јавноста, добро е да го искоментирате затоа што некој тоа го чека од вас. Тоа сакав да кажам. Да. Добро, убаво. Тијана? Значи да си кажуваме мислење или да чекаме да не прашаат, да не си калдисуваме душата непотребно? Па зависи од ситуацијата, зависи од публиката што го слуша мислењето, зависи од професијата. Например, јас како психолог носам еден, да кажам, одреден притисок кога зборувам нешто јавно, затоа што од мојата професија најмногу се очекува сочувство и емпатија. Така. И ја често пати кога трнувам нешто да напишам или да се обратам на некого јавно, многу зборувам сама со себе и проверувам дали тоа можеби некого ќе повреди или ќе навреди. И тоа зборување само со себе, тоа е некаква дијагноза или? Па тоа е дијагноза на здрав човек. Добро, здрава сум. Така да сметам дека зборувањето сам со себе е многу здраво и многу потребно. И во таа насока кога јас излегувам да зборувам нешто, се трудам да биде на некој начин од место на емпатија, од место на сочувство и да не направи повеќе штета. Мислам дека Аристотел имаше напишано нешто такво, отворија устата да зборуваш само кога е полошо од тишината. Така што или да, има уште нешто, ако имаш нешто добро да кажеш, тогаш отворија устата, а ако немаш ништо добро да кажеш, во тој случај воопшто не зборувај, така да и тоа е нешто кое што е убаво. Добро, убаво сме заклучиле. Сега кога се кажува некаков став или некакво мислење, значи што мислите, каде треба повеќе да внимавате за да си го кажете својот став и мислење? Пред пријателите или пред непријателите? Мијата, каде е она пострашно да си кажеш или? Види вака. Тој што ти е непријател и на трепавици да дуваш, тој те мрзи бе, сестро, и нема што со тоа да се смени. Така да ич да не му чуе на никој што ќе каже пред непријателите, затоа што и најголемата добрина да ја каже ќе извадат од контекст и секако ќе зборат за тебе во негативен контекст. А за пријателите, велат, нели, вистински пријател е дека тој што ќе ти каже што ти се маните директно во лице, а нема да зборува позади грб. Така да пред пријателите треба човек целосно, отворено, без задршка, затоа што тој ти е пријател и неговото, ако е нешто конкретно нели за него и се однесува, прогресот и напредокот на пријателот е круцијално за тебе, зашто ти имаш позитивни чувства и сакаш заедно со тој човек да растеш понатака во животот. И ако лице му правиш и не му кажеш искрено, тогаш тој не ти е пријател. Така да, за непријателите, а за пријателите од срце се што треба. Одлично, добро. Марија, Јас апсолутно се сложувам со Мијата. Така. Сметам дека пред непријателите, ако па и не си должен да одговориш, во случајот кога вршиш некаква јавна функција, генерално имаш морална одговорност да даваш одговори на апсолутно секакви прашања. Знаеш како велат, не постојат глупи прашања, па по таа теза водејќи се неретко и одговараме на апсолутно глупи прашања. Меѓутоа се сложувам дека апсолутно треба да бидеме искрени и само со пријателите и луѓето кои генерално ни значат нешто во животот. Се ова веќе и губи смисла. Знаеш, не се само пријателите оние пред кои што треба да бидеме искрени, пред сите оние луѓе кои сакаме да ни бидат пријатели при ширење на нови познанства. Не е лошо да изнесеш мислење, да бидеш директен, да бидеш искрен, со тоа што во дадени моменти се наметнува и она дека треба и да ги бираме зборовите. Еве имаме психолог во емисија, па знаеш, ако си свесен дека твојот пријател се соочува со нешто сериозно, има траума некаква на која што работи и на пример во овој момент е екстра гојазен, ја не можам да отидам и јас сум ти пријател, ја ќе ти кажам ти ваков не можеш никаде, мора да имам еден респект со кој што додека ги лечи тие трауми, јас ќе му бидам поддршка со тоа што ќе го третирам на ист начин како и психологот во тој момент што го третира. Али за тоа треба да бидеме доволно. Ако е непријателот, например, гојазен, за него не ти е гај. Не, али воопшто не би ја коментирал неговата гојазност, затоа што ниту ме засега директно, ниту сметам дека можам на било кој начин да направам нешто добро за него ако тој старт ми придоа како непријател. И да сакам да направам, нема тоа да го прифати, така што би избегнувал да коментирам такви шкакливи теми, да речем. Добро. Како е таму, Дарко?
Па Каде тешко си ти звучи ова повнимателен? непријател, некако тешко ми е да си го дефинирам сега. Па не дека непријател, зборуваат добро другите, сега да. ти во спортски дух тоа гледаш непријател, одма ти е противник, него некој кој што не ти е пријател, не ти е близок. Ете, не знам, така некако. Па ако е прашањето како треба да се однесуваме, јас се однесувам Дали треба да скоро си искажеш исто. своето мислење, Апсолутно да. твојот став, каде треба да бидеш повнимателен? апсолутно да. Може би само дозата на искреност треба да е малце помала кога станува збор за некој кој што, како што спомнам и јата, во каков и да е контекст ќе проба да го изврти сето на што ќе што ќе го кажеш. Не треба да оставиш доволно причина сето тоа да го злоупотреби некој, но мислам дека кога е во прашање така таа суштинска искреност треба да биде иста и према пријателите и према условно кажано непријателите, према било кој. Треба да сте тоа што сте према било кој, баш така фронтално да се поставите, бидејќи мислам дека доаѓа и до, не знам, до лицемерно однесување доколку сте различен према било кој човек, без разлика што тој мисли за вас. Сега, условно кажано, реков непријател, тешка работа е непријател. Да ти биде некој непријател, треба на вистина да те мрази, како што кажам ја, сметам дека многу малку се тие луѓе, да. Нема баш. Мислам дека некој и доколку самиот смета дека има омраза према некој човек, у суштина и ја нема. Само замислува дека има, затоа што омразата е вака претешка карактеристика, затоа што Нели зборуваат, нели се вели дека во суштина непријателите се тие кои што ти покажуваат колку си силен во суштина, дека човек не може да просперира само со пријатели, туку му требаат и непријатели. Па некако тешко ми да се сложам со зборот непријател. Од преска некако натака ми оди. Има луѓе кои што имаат диаметрално различни политички било какви ставови од мене, кои што имаат симпатија одредени кај мене. Значи без разлика на нивните ставови, ако проценам јас дека тој е доволно изграден, карактерен човек кој што навистина има убави карактерни црти, јас ќе го испочитувам без разлика на неговите различни ставови, а и тука нешто што ми паѓа на памет, еден од поголемите филозофи во 20-тиот век, Карл Попер вели: никогаш ништо не научив од луѓе кои што имаат ист став со мене. Така да генерално може да се искористи целата таа, али затоа се фатив за моментот непријател, малце претешко. Така тоа иде. Тијана, ајде да сублимираме вака. Значи каде она не пострашно, туку каде да речеме понебезбедно да си ги искажеме своите ставови пред пријателот или пред непријателот? Каде повеќе треба да внимаваме кога кажуваме ставови и мислења? Ја некако чувствувам дека за ова прашање со сите гости по едно делче резонира мое со нивните искази. Така што дефинитивно со пријателите сметам дека сме поискрени, затоа што сме поблиски и имаме поинтимен однос. Но сепак, како што Марио сподели, апсолутно се служам со тоа што го кажува, тенка е линијата помеѓу искреност и суровост. Така. Така што секогаш е многу важно да се внимава колку таа искреност носи некој бенефит. Затоа што, нели, ако ние само ја сервираме сировата вистина, без притоа провериме дали таа ќе донесе нешто подобро за нашиот пријател, тогаш нема никаква функција, не е во функција таа вистина. А понекогаш нашите пријатели ја знаат вистината, но можеби поради не е одреден добар тајминг за да гледаат во таа вистина, па имаат потреба ние да сочувствуваме со нив и да малку пројдеме со нивните емоции заедно со нив. Така што тоа би било некој психолошки, да кажам, одговор. А ја лично како човек не сметам дека имам непријатели, ниту сметам дека директно јас на некого сум непријател. Тоа е многу субјективно доживување, како лично ќе се позиционира човек во да кажам општеството. Има само луѓе кои што не ми се пријатни, со нив избегнувам да проаѓам време. Па не, видиш како, не ми се пријатни луѓево, значи не ми се пријатели, не ми се пријатни. Па да, можда има некоја истиот корен, истото потекло на зборот е, да знаеш. вербална. Да. Не приеми. Инаква тежина има и сега кога го размислувам и јас после сите овие излагања, знаеш, јас и мијата и немавме време да го размислиме прашањето. Тоа не значи дека некој те мрзи, ама стварно има непријател е тежок збор. Не за мрзење. Непријател е човек
што е завидлив и посакува да го има тоа што го имаш ти, а го нема, што го инспирираш ти да се прогресира, а што мечта е да не успееш. Тоа е непријател. Дали го кажеме? Тоа е тоа ние? совршена точка. Значи, Фан да ти биде. Да. тоа може и фан. А може и мотиватор, да. Може. Не, непријател, ти си за него мотиватор. Фактички, разбираш, затоа што од кај него произлегува таа емоција. Па види, он не се Таа фокусира личност на има себе, он се зорд. фокусира на тебе. И па точно. Нели, што ви кажеш, Да, да, да. опоненти, Навлеговме, да, дека и да. многу, например, има и филмови и разни приказни стално, например, за прогрес на една личност, нели од другата страна имало исто цело време, каде што имало некој дуел историски или било што, така да, јас не викам дека непријателството е стално негативно. Напротив, меѓутоа, на тоа се мисли, не е непријател некој дали ти е пријатен или непријатен да пиеш кафе, ти можеш да пиеш кафе секој ден со тој. Ама, он што ти мисли? Од вуду иде дома и тоа е. Саунд ефекти со све. И после кичмата ме боли. Од што ме боли ке те кичмата боли. да видиш ти од што е? Не сте будали нашиот Кириша турок те фатили, иди Точно. таму на бајачка. Чекај малце. Луѓето си се народни мудрости си знаат. Не е тоа, не е тоа од вчера. Ете така. Добро, значи ги спомнавте овие кои што се сурово искрени, тие стварно се она баш јас сум сурово искрени на вистина помагаат или се само невоспитани луѓе затоа што она кога ќе ти го плесне во фаца? Како ги Да, сега доживуваш ти? нестручно можам да одговорам. Ти се допаѓаат тие кои што се сурово искрени? Не. Сметам дека тоа е за пред луѓево да покажеш колку некој ти е близок, се користиш со термин јас сум сурово искрен со него или неа и затоа ние сме најдобри пријатели. Сметам дека тоа малку се коси едно со друго. Прво, не може со најдобар пријател да бидеш суров. Сега, кога се фаќаме за конкретни термини и тие аналошки поврзувања, конкретно. не можеш да бидеш суров. Можеш да бидеш искрен. Можеш болно искрен да бидеш у дадени моменти, ако тоа има потреба. И ако гледаш во тоа некаква добрина, и така натаму. Меѓутоа, сурово искрен со некој да бидеш, што значи на крајот? Што треба да ти кажам јас на Се тебе да за ти да бидам плесна во фаца не е сурово и се искрен да да ти се кажам мисли. заботот, карминот, тие црвени, тоа не е сурова искреност. Знаеш, Не ти е. не, се ти давам пример. И сега имаш и 3 другарки околу тебе, што цела вечер не ти кажале дека имаш кармин на заби, и они ќе кажат, а они не ти се другарки, јас сум ти сурово искрена. Не. Тоа се некои банални ситуации у кои што спонтано некој треба да ти каже да не ти е пријател, за да те спаси од потенцијални непријатности кои би ги чувствувал како би дознала дека имаш кармин на забите, па ќе си флешбек. Ама сметам дека сурово со пријател не оди во иста Не оди, а? Добро. Мијата, ти имаш ли такви сурово искрени пријатели покрај тебе или може би ти... Ма Да? како што збориш, но нема бегање од такви работи. Меѓутоа јас од неодамна прочитав дека Петр Андриевски рекол на убав човек се убаво му се гледа. И тоа некако толку ми се бендисува и сваѓам дека луѓето кои што имаат негативни коментари за било што, а особено по социјалните мрежи, тоа само рефлексија нивна, какви се они внатре и какви се луѓето. Има врска ништо со мене или со тебе или со било кој на кого што е нели наменето тој сурово искрен коментар. Така да, ако тој не може да ја види убавината во мене во било што и ги гледа само негативните работи, значи Houston, we have a problem. Така да, дечко или девојче, жал ми е за твојата лична проекција, ништо не може да ти помогнам. Така да мислам дека тоа може би е нешто што треба и со помладите да поработиме за да не се секираат, нели, тие така наречени лейбелинг или прспокажување или за било која тема која што може да им го наруши тој self-esteem, самодоверба. Ова на убав човек, убаво му се гледа, мислам дека треба да им го протнеме малце во подсвеста, за да сватат дека најбитно е ти како ќе се чувствуваш и како ќе се изградиш, а не што луѓето мислат за теб. Така да, Многу убав цитат. искрени, сурови, што сакат нека брат. Добро. Ама сега, јас сум тука највозрастна. Да. Чекај, значи, леп сум јала. Сум јадела, чекајте ви. Застани. Да. Од лепот да поделиш ти на крајот од емисија. Добро, ајде имаме уште малку до рекламите, така да ајде да проверам како вие ќе реагирате во одредени ситуации во кои што јас ќе ве ставам со пријатели или така нешто.
Може да видиме како ќе реагирате. Ќе бидете сурово искрени, ќе бидете паметен попушта или нешто друго. Значи вака, другарите ти се јавува, ти вика брат, кажи дека сум бил со тебе синоќа. Оваа мојава ќе те побара. Што правиш ти? Не и креваш телефон и одговараш и потврдуваш или одговараш и негираш? Ова прашање толку не е за мене. Не се пронаоѓам ни во еден момент од аспект, прво немам другари со кои се викам брат. Ама хипотетички! Не се дружам со луѓе кои потенцијално Чекај да видам дали сака прават Дарко да го такви земе работи. твоето прашање. Нека го земе некој кој има ситуација. Нема, мислам, види, у такви ситуации предпоставувам дека хипотетички би излегол пресрет ако девојката на мојот пријател не е факторот во мојот живот, никаков, би го заштитил апсолутно, меѓутоа тоа е веќе лажење и тоа не е убаво и би направил муабет со него конкретно зашто го правиш ова, сам на долга стаза, тоа не функционира. Сте најбољи другари, сега што го распрашуваш? Морам да го распрашувам, да дадам совет да учествувам во тоа ако веќе тој ме меша. Затоа што јас се чувствувам лошо ако лажам еднаш, два пати, три пати. Прекомплицирано ми делува тоа, меѓутоа среќен сум што немам такви односи, па ова ќе остане само хипотетичко. Хипотетички значи ќе речеш дека да, со Да, мене. во тој момент би излажал, меѓутоа инстант би направил муабет со пријателот кој што бара од мене да лажам во негова корист. Не затоа што бара од мене само да лажам, него зашто прави такви ствари. Ќе ти рече, добро, ќе се јавам кај некој друг пријатно, Марио, доста толку. Аман. Кога ќе почнам да филозофирам, ќе поверуваат и двајцата дека се све окей, јас сум лудил. Абе, заедно. Ќе се откажат планот. Хипотетички би излажал, ајде. Ќе рече, заедно сме, бе, Марио, те зезаме. Добро. Нешто слично It's a ситуација. Нешто слична ситуација за Мијата, значи вака. Мијата ти ја сретнуваш девојката на другарти. Да речеме, да, на другарти. И тоа во поприлично страстна преградка со некој дечко, да речеме. Што правиш во тој момент? Одма се вртам на друга страна. Ама во истиот момент. Нит сум ја вида, ништо, не. Така? Нема шанса тоа. Ми она се те- причинил. Не. Она те дзирнала со крајчето. Никако, не она. Не он. Не она, не сум, ми се причинило една видов иста како неа, нама нема шанси, не е таа. Не би свртала одма на Него другарти. не отварам тој фолдер, не ме занима. Не знам Или како да земеш да влезам. снимаш, сега ќе видиш. Боже, пази. Ние како, а? Не, одма како е вака, оп, другиот дуќан влагам. И чекам да се заврши. Добро, окей, еве. Уште Ја речи таа тоа. драма, no more drama in my life, Jeremy. Нит сум видела ни Джери Лукјан, ни Спрингер Лукица. не може. Добро, Тијана, твој клиент кажува сомнителни информации за твој колега. Ти што правиш? Од едно влегува, од друго излегува, проверуваш од други извори или директно му кажуваш на колегата? Па сум имала ваква ситуација, пошто веројатно кога работиш во тим нормално е. Се не било за некаква сомнителна, да кажам, дешавка, или било конкретно критика за колега. И обавезно проверив од други извори да видам колку е тоа релевантно. Затоа што сметам дека и едната и другата страна е важна, но јас секогаш барам многу повеќе од колегите, затоа што сметам дека одговорноста е на нивна страна, пошто ние сме стручните во приказната, така што ние треба да носиме поголема одговорност и повеќе да внимаваме како постапуваме. Но сепак сметам дека нели ја не можам да влегувам во улога на тутор сега во секоја ситуација, пошто не значи дека јас све знам најдобро. Би ја истражила таа ситуација онолку колку што можам и можеби ако е во релација со мој клиент, пошто беше во релација со клиент на терапевтот, доколку е во релација со мој клиент, малку би работела како самиот клиент да се носи со ваков тип на ситуации, или можеби би му дала одредени законски алатки што може да ги преземе од типот на да напише представка до комора за психолозија ако му е повредено некое право и така натака. Да едноставно си ги знае правата, пошто сметам дека и за мене тоа некој треба да знае дека може да го направи ако Така себе си се штитиш. се почувствувал дека јас сум го повредила, нели? Добро. Јас сум отворена за тоа. Одлично. Дарко, тебе за крај. Слушај сега. Тоа не е Ситуација од комплицирано штаб, нешто. па него што од штаб ситуација, вака. Ти си во штаб, мнозинството сака да гласа за одреден член, а ти знаеш нешто со кое е точно, знаеш дека ќе изгуби битката ако ти го кажеш тоа.
Го кажуваш на глас, му кажуваш нему за да си знае или си ќутиш? Што правиш? Па генерално ќе се потрудам да не влијам никако на процесот. Просто тоа што го што си го тоа што во суштина, тука има една интересна дилема, сега ми доаѓа на памет додека дискутира останатите гости будистичка дилема. Доколку видиш некој како се дави, дали ќе му помогнеш во даден момент или тоа е само дел од неговата судбина, па ќе го оставиш и така натаму. Сакам да кажам дека баш е сега, ова малце сурово звучи секако дека ќе му се помогне во тој даден момент, но генерално ќе се потрудам да работите се случуваат така како што заслужил тој човек во дадениот момент. Одговорот беше ќутење, тоа сакам да кажам. Да, и ќе помине и после? Нема после, тоа е тоа. Ситуацијата е таква каква што требало да биде во моментот, без јас да влијам, бидејќи можам да нарушам одреден процес. Без разлика дали станува збор за штапска ситуација или било каде, гледам генерално да и без разлика дали станува збор за мој близок човек, затоа што во даден момент... да те ставам во друга ситуација, спортска да е ситуацијата. Добро. Значи го одбираат да оди човеков во репрезентација да се надпреварува, ти знаеш дека не е доволно способен, меѓутоа, тоа ќе го кажеш јавно, ќе му кажеш на него да се пази или ќе се ќутиш? Зависи колку сум близок, ако се доведе он во опасност, бидејќи сега станува зборуваме за боречки спорт, така? И па за балет не би ставила. Има разлика. Едното е игра, ова може да бидеш сериозно повреден. Да. И доколку може директно му се наштети да биде сериозно повреден, секако дека ќе поразговарам со него да му уочам дека може да се доведе во ситуација каде што може да биде повреден. Докато станува збор за фудбал, кошарка, тоа е само една игра, ќе помине и тоа е тоа. Така ќе го пуштиш. Нема да биде Леле, повреден го пуштиш. Значи, испадна и Ама не зависи од мене целиот процес. Сега поентава е колку ќе се вмешате, така? Доколку сум јас лектор и ја одбирам, тоа е сосема друго прашање. Да не си бил у подрум да прашам. Како? Да не си бил у подрум. И тоа е добар одговор, не е тој воопшто лош одговор. Знам. Добро. Има мудрости таму. Знам. Фала ви за овој дел од разговорот, ќе одиме кратко на реклами, се враќаме пак. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве се вративме после рекламите. Најинтересните работи се случуваат за време на рекламите, ама вие не можете да ги видите. Добро е. Значи, ајде да преминеме сега на оној феноменот наречен црна овца. Најчесто значи се зборува дека црните овци се оние кои што се исклучок во семејството, меѓутоа се понегативни карактеристики, но јас би сакала, еве со помош на Тијана, да видиме дека во суштина црна овца може да биде и текако позитивно човече. Така? Тијана, значи ајде. Па, Се сретнуваш со црни овци и во твојата работа, нели, кои што доаѓаат како клиенти и кои што имаат проблем во однос на тоа да бидат разбрани или почнуваат нешто ново во своето семејство? Па, феноменот на црна овца и постои во психолошката литература и понекогаш го користиме и ние како таков, затоа што тоа е најчесто член од семејството кој што, да кажеме, иницира промени и сработување на одредени семејни процеси кои што, да кажеме, предците имале навика и тежнееле кон тоа да ги ставаат под тепих, фигуративно кажано. Така што најчесто црната овца во семејството е човекот кој што сака да ги реши нештата и тежна е да ги најде, да ги постави прашањата и да ги најде одговорите на одредени нешта кои што останатите членови, да кажеме, само ги прифаќаат како такви и продолжуваат да ги прават без при тоа да проверат дали им служат во нивното живење. Така што е добро да си црна овца во психологијата, зборам во семеен контекст, затоа што најчесто бивањето на црна овца укажува на едно ниво на свесност, повисоко ниво на свесност, и тежнење да не се конформираш по секоја цена, односно да не бидеш дел од масата по секоја цена само за да припаѓаш на таа маса, туку понекогаш и да застанеш сам против другите, ако сметаш дека тоа што другите го прават не е добро и не е честно. Ето така.
Колку бава дефиниција, ова многу ми се допаѓа, затоа што нели сега сосема поинаква смисла добива она. Значи белите овци неќе да се арни. Што викаш, Марио? Дефолт не мора да значи, меѓутоа јас се сложувам и од старт сакав да кажам суштински дека многу интелектуалци биле црни овци во општеството, па биле протерувани, па сами бегале, па сакале да ги убијат, па биле ненормални, болни, вакви и такви, за на крај да ги славиме, да ми правиме споменици, да одбележуваме нивни датум на раѓање, умирен и така натаму. Генерално тоа се револуционери, луѓе кои што секогаш потикнувале теми кои не биле толку комерцијални, ставани под тепих, дали ќе биде тоа фамилиарно или општествено, сите оние луѓе кои генерално се многу експлицитни во своите добри намери, се црни овци на крајот денот. Добро, ајде Мијата, твоето мислене за црните и белите овчички за целото стадо? Црните овци, пак да кажам, се најчесто тие кои што ги кршат табуета, најпрвен во нивниот семеен круг. И сега да не се бунтовници без причина, ако е издржано тоа за кое што се борат, на крајот на криштата ние како родители, сега како родител го кажувам ова, не треба само ние да ги учиме еднонасочно, треба и ние од нив нешто да научиме. Токму затоа тоа дете е дојдено во оваа констелација да бидам јас негов родител. И сега, ако е родителот отворен, ќе свати дека тоа црно овчиче што е по дома е уствари всушност the messenger, што треба нешто да донесе, кој што прво треба семејството да го издигне, да го прифати, ако е тоа негативно, да го прифати. Ние многу имаме страдание што сме мала земја и што страдаме од оној синдром село, долни горни, срамот, што ќе се каже ваму таму. Меѓутоа, ако како првичното клетка, семејството како прва клетка на општеството, си ја прифати, си ја пригрне својата црна овца и си рече што е пораката и дај ние сите заедно да кренеме понатака, мислам дека тоа секако позитивно ќе има завршување и за самата овца, и за овчарите, и за цело трло што е фамилиарно. Така да, значи, ако ја држиме во шталата затворена овцата, никој да не ја види, тоа само положок ќе биде кај сите у подрум ќе одим. Така е, одлично. Да ви дадам подароци. Таму имате вие, јас на Марио ќе му ги доделам. Значи, гледате колку многу поклони. Значи, Сара Fashion Home. За убави сништа. Значи, да си сонуваш и убави мисли да си имаш, повели. Ова е за тебе, значи кашкавалчињата таму ги имате. Ви даваме за подома и сиренце од Осоговски млечни производи и путерче, значи да види све мазно. Може ова и со метче и милина. Гледате како? Све подмачкано. Ајде. Тука имам и многу подароци, чека овие ќе ги сватам така. Значи, кенди, витамини, минерали и за грлото. Кога ќе викаш, кога ќе се расправаш, значи имаш нема тука. Нема кај нас, али кога ќе пеам, ќе Кога треба. ќе пееш, да. За викање има кој да ми. Добро. Од ананас добивате ваучер, значи со овој код можете да си земете производи со попуст. Попуст добивате и од Urban Life, еве. Имате попуст од Mint Credit 30% и од Mint Fintech групацијата имате подароци. Сите таму ги имате, ништо не лажам, ништо не кријам, проверете, да видите дека е точно. И да готвиш ли ти по дома, Марија? Како не, обожавам да готвам. Подравка ќе ти доделат вакви многу се лесни за подготвување. Да, значи само додаваш вода, млеко со миксер, значи многу лесно и брзо се прават и најбитното е не е важен изгледот, важен е вкусот. Гледаш, колачето може и да не изгледа убаво, битно е да е вкусно. Така да, значи посадата, да, па него како, значи не е битно човеков како изгледа, него што има внатре. Добро. Освен ако не живее од добриот изглед. Ако не живее од добриот изглед е добро, тоа да. Значи имам за Тијана и за вас, девојки, ова се женски козметички производи, едниот е од Клоше. Значи, ова е се за нега, анти-ејджинг имате тука, имате ова корективна козметика, значи од ЗАО, вегански и комплетно природни производи. Значи, тие се за тебе, Тијана. Повели? Ајде. Па, да ја затвараме дебатава на крајов, може ли? Па јаката има. Да, па како? Бога ми, да, дебатава и дискусијава, мислам дека многумина и ќе ги замисли. Така да, на крајот, што да заклучиме, кога вие повеќе сте научиле тогаш, кога сте се заземале за себе и она сте се бранеле и сте коментирале гласно или кога сте се ќутеле? Кога повеќе придобивки сте си добиле во животот? За да знаеме луѓе во што да прават, дали да се ќутат или да се расправаат.
Не мора по дефолт да се угледаат на нас, секој со Не, секој со животно своето, искуство. ако, ама еве ви од вашето искуство. Сметам дека не можеш да си мирен и не можеш мирно да спиеш ако работите и проблемите и предизвиците ги ставаш под тепих и не се соочуваш со нив. Сметам дека искуството има сериозен бенефит за тоа да си мирен. Треба некогаш да кажеш што мислиш, треба и да ги сносиш последиците ако тој став да те категоризира во општеството како црна овца. Еве сега го исправивме тој углед на црна овца, веќе не е толку црна. Меѓутоа сметам дека не постои човек на планетава кој што некогаш нема потреба стварно онака да се испразни. Сметам дека у денешно општество кај што живееме цивилизирано белким, секој заслужува тоа да го направи макар преку разговор. Не мора да идеме на планина да вриштиме и викаме, може и да седнеме да отидеме кај психолог, да се малце да се преиспитаме сами со себе, да поразговараме, да си ја метнеме во секојдневната рутина и таа диагноза на здрав човек. Сметам дека тоа е суштината за мирно да спиеме и да се будиме. Добро, окей. Дарко, ти кога повеќе си научил? Кога си се расправал, си се заземал за себе или кога си ќутел мудро и си гледал од страна? Па да, расправање да, ама да не е со жестина, ако некогаш... Конструктивна кавга некоја Па кога е така. конструктивна, тогаш се учи, а ако се разгневите, се случува и тоа, кога ќе го изгубите мирот, во даден момент, тогаш не можете да учите како затворен падобран сте во таа ситуација. Стварна проценка е, секако дека е стварна проценка, кога треба да се премочи, кога треба да се искаже ставот. Јас генерално, сега нема да бидам искрен ако не кажам дека сакам да бидам јасен, сакам да го кажам својот став, без разлика, условно кажано, на последиците. Сепак се трудам да биде тоа или во рамки на нормалата, да има осет, да не навредам никој, но сакам да го кажам својот став јавно, а тоа кога повеќе се учи, бидејќи тоа е директен дел од прашањето и во таа ситуација може да се научи. Нашиот народ рекол и молчењето е злато, тука има голема вистина во даден момент, бидејќи затоа што не смеете да го поврзете молчењето со недействување. Напротив, молчењето може да биде во даден момент и како жестоко дејствување и да оформи одреден став. Став не се кажува само со мисла, туку некогаш и со гестикулација, па дури и со тон некогаш, а некогаш и врз основа на тоа што правите. Не треба, не знам, тоа психологот најдобро знае, но односно воспитување на децата многу е подобро некогаш да низ пракса покажете нешто, отколку да кажете што треба, со дела, делата се клучот тука. Така да, генерално, да заклучиме, сакам да сум јасен и да го кажам својот став. Добро, окей. Мијата, ти? Каков е твојот став по ова? Па, мислам дека треба човек да каже, затоа што може би и да премолчи на почеток, меѓутоа ако е нешто што ќе се билда и кое што му значи да го сподели тоа мислење, треба да го каже. Сега, кажувањето е многу деликатно. Значи, јас што сум утврдила од долгогодишното јадење леп, е дека луѓето не ги паметат зборовите толку колку што чувството што им го предизвикуваш кога ќе им го кажеш нештото. Сега, ако е публиката на која што треба му соопштиш машка, никако во завиена форма. Во обкружување на други луѓе. Едноставно, значи, сум сватила низ годините дека кога му кажуваш на некој нешто што ти, што ти лежи на душа, а кое што може да предизвика негативни емоции, едноставно мора да е 1 на 1. Никако да има публика, никако тој да се осети загрозен, суетата да му се активира, ништо такво, за да нема гард и тоа што си сакал да го постигнеш продуктивно, на крај да излезе скроз надвор од контекст. Значи, никако драма. Затоа што низ годините војни се воделе заради тоа, заради мискомуникација, заради погрешно тајминг, кажување и така натака. А молчењето, многу ние генерално молчиме, така да, добро е некогаш да премолчиш, игноринг, за нешто што не заслужува одговор во таа смисла. Меѓутоа, континуирано молчење, што знам што да кажам, стварно е недостаток на храброст. Така да, за мене тоа е тоа. Добро. Тијана, ајде да заклучиш, значи што е подобро или кога повеќе се учи или се расте како човек, кога ќе си заземеме став и ќе се расправаме она баш
активно или пак кога си ќутиме и си гледаме од страна и си собираме податоци? Па, да кажеме, психолошки овие две нешта представуваат поларности на една скала. Значи, гласно зборување и молчење се две поларности. Така да веројатно психологијата би одговорила дека и двете не се добри кога се екстремни. Ниту е добро пречесто да бидеме гласни, ниту пречесто да молчиме. Ако морам да го одговорам тоа стручно. А инаку, ако би го одговорила лично, јас од секогаш сум била човекот што гласно зборува и дори сметам дека кога сум била помлада ми било потешко да премолчувам некои работи. Се уште сметам дека ми е потешко да премолчам, затоа што чувствувам дека ако видам некоја неправда која што треба да премолчам, станувам хипокрит сама кон себе и со тоа ми е многу тешко после да живеам, пошто треба да едноставно прифатам сама за себе дека сум лицемерна. Али сметам дека она од кое што најмногу сум научила низ животот е од трпението и дека во тоа трпение лежи капацитетот за проценка дали да зборуваш гласно или да молчиш. Така, значи да изброиме до 10 пред да кажеме нешто. Да бројам до 10 и да направам одјава. Може така. Ви благодарам. Мислам дека имавме и многу конструктивна и многу паметна и дискусија која што многу мина ке замисли. А тоа ми е и целта на нешто конкретно. Фала ви и се гледаме пак. Благодарам. Може и во ист состав да ми дојдете, добро? Секогаш. И може на тренинг да дојдеме, чисто за Кога некој. сакате, да. Може? Може и таму да снимиме емисијата. Може, да, и со некој Во појас, кимона. да, во кимона, да. Да видиме тогаш кој Бели поти. кимона. Добре дојдени. Со црниот појас, за Пошто да се од останеме црно црните сите. овци, да. Фала ви, дечки, ви благодарам и на вас што не гледавте. Не заборавајте да не гледате на YouTube, на Facebook, на Instagram и се гледаме повторно следната недела. Поздрав!